Здраво, вие слушате радио канал 103, ова е 129-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии. А денес ќе ви говорам за една ТВ серија која е предводена од силен женски лик, кој е подготвен да се спротистави на зачмаените канонодавци на патриархатот од 60-тите години во САД, кои не и дозволуваат да напредува пред се во незината кариера како хемичарка, константно попречувајќи ги незините професионални аспирации, а кога се затвора една врата, се отвора нов прозорец за неа, со оглед на тоа што приоѓа до неа пред се еден ТВ продуцент со идејата да биде водителка на кулинарско шоу, каде таа ќе може да ги примени на дело незините познавања од хемија, не само за да сготви вкусни јадења, туку да мотивира илјадници жени да дојдат до согледбата дека не треба да ги деволвираат нивните аспирации и да посегнат по нештата кои ги прават среќни и исполнети пред се, станувајќи идол на бројните домаќинки широм светот со помош на ТВ серијата Lessons in Chemistry, создадена од страна на Ли Айзенберг за Apple Plus, така што во рамките на доаѓачкиот ден на жената сметам дека ова е можеби најсоодветна ТВ серија која што треба да говори за аспирацијата и пред се желбите кои што треба да ги има една жена за да биде самостојна и да може да направи значителна промена на светот на подобро, внесувајќи ги своите познавања и поимања пред се во дадената ситуација од рамките на хемијата за општо добро, како што тоа го прави протагониската од оваа ТВ серија. А почетокот на емисијата го започваме со бендот Райно, односно станува збор за италијански стонерок бенд, кој што секако дека е во линијата на heavy psych бендови под силно влијание на хард рок музиката од 70-тите, значи имаме и психоделични елементи во комбинација со тој прото-метал звук кој што го поседуваат со моќен фаз, односно тие го снимија нивното студиско издание кое што гласи Human Farm. Од оваа човечка фарма имавме можност да ја слушнеме Planet of Dust и Gentle Sound of the Knife, две моќни композиции, а во продолжение ќе ја слушнеме Big Clouds Again, Fast Radio Burst, како соодветна радиокомпозиција и најавата за ТВ серијата Lessons in Chemistry. Така што доколку сакате да дознаете како ќе стане Елизабет од занемарена химичарка до светски позната готвачка, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет нудејќи можности за угатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате радио канал 103, ова е 129-тото издание на емисијата ТВ 103, која што е посветено на ТВ серијата Lessons in Chemistry, која представува американски пред се историски драматичен мини серијал, кој е создаден од страна на Ли Айзенберг, односно сценаристот на Year One, Bad Teacher, Good Boys, кои се негови филмски остварувања за кои што е подпишан, и секако има работена на американската итерација на The Office, потоа на Little America, во We Crashed и Jury Duty е неговиот последен ангажман. А серијата Lessons in Chemistry е продуцирана за стримерот Apple Plus, чиј репертуар, односно кои доста често стануваат составен дел од програмата на ТВ 103, од проста причина што милионите на Apple паметно се користат за финансирање на квалитетна содржина која може да се погледне на стримерот без разлика на нивните обиди за градење на затворен систем. Моментално на листата на стримери заостануваат за големите стримери на 9-то место со 40 милиони претплатници, само 100.000 повеќе од Eros Now од Индија, меѓутоа 8,5 милиони помалку од Hulu. Но квалитетот и популарноста се две различни категории, тоа за секојаш треба да се запамти. Моментално има
три серии кои се емитуваат на стримерот, барем јас за кој што сум запознаен, едната од нив беше воената Masters of the Air, потоа историската драма за мода The New Look се емитува таму, како и психотрилер серијата која што моментално ја гледам, Constellation. И нема сомнеш дека некоја нив ќе заврши на репертуарот на оваа емисија, а во најава се во март политичката Manhunt и комичните The Complete Made Up Adventures of Dick Turpin и Palm Royale. Во април научно-фантастичната серија Sugar, биографската Френклин, во мај е најавена SF серијата Dark Matter, во јуни правната Presumed Innocent, така што Apple Plus со будно око се наблюдуваат што всушност се продуцира во рамките на овој стример, со оглед на тоа што по нешто од овие ТВ серии кои што ви ги најавив дефинитивно ќе биде предмет на анализа во рамките на оваа емисија, со оглед на тоа што содржат квалитети кои сметам дека вредат да бидат напоменати и за кои што треба да се продискутира. Lessons in Chemistry, за разлика од сите нив, брои 8 епизоди, од кои првите две беа објавени на 13 октомври и потоа недела за недела се објавуваа нови, завршувајќи на 22 ноември, што значи дека за месец и пол беше објавена во целост со време трајање на епизодите кое што варира од 45 до 50 минути, што значи дека за да ја изгледате во целост ќе ви потребни 6 часа. Јас знаев дека се емитува и ја збирав епизода по епизода, заради тоа што тоа е систем кој што секоја недела ви негодувам, затоа што овој процес мене не ми соодветствува, затоа што губам концентрација во поглед на тоа што сум гледал во текот на оваа недела, со оглед на тоа што не е една серија на која и се посветувам и воопшто не е еден филм кој што помеѓу сериите го гледам, така што го губам чекорот со гледањето доколку недела за недела гледам. Мене лично пофункционални ми се гледање во 2 седнувања или 3, со кои што можам да се сконцентрирам на погледнатото и да се препуштам на овој понуден свет. Нели, сепак немам, бирам мал број на серии кои ги гледам неделно, за да не го загубам чекорот со сето тоа што излегува и што го гледам, па затоа голем дел од нив и ги избирам на едно купче, така што немам намера да гледам недела за недела, освен како што веќе ви ја напоменав ТВ серијата која што моментално се емитува Constellation, не ја гледам дефинитивно. Туку најчесто кога имам слободни 3 сати во 2 дена си ја изгледувам во цело за еден викенд најчесто и тоа е топла препорака за гледање на серијата и скоро секојаш се каам што гледам серии као Constellation недела за недела, посебно кога ќе добијам само филери неделно или кога ќе добијам епизоди кои жално е што треба да се чека една недела за горчината да се избрише од погледнатото, како што беше случајот со True Detective, последната серија која што имам можност да ја гледам со последната сезона недела за недела. Lessons in Chemistry е серија во која централниот лик е Елизабет Зод, глумена од Бри Ларсон, која се мачи да се искачи во хиерархијата на академските води помеѓу химичарите, која ја третираат исклучиво како лабораториски техничар, па кога ќе добие понуда да биде водителка на емисија за готвење, која е наименувано како Supper at Six, таа ја прифаќа, односно добивајќи го вниманието на илјадници домаќинства ширум САД, служејќи како идол за младите девојчиња, но и како едукативен деец за подучување пред се на значењето и примената пред се во секојдневниот живот на хемијата како нели составен дел кој што не смее да биде занемарен заради тоа што може да помогне за да го разбереме начинот на кој што функционираат материите во природата. Секако дека серијата е под силно влијание на феминистичкиот манифест, кој бил значајна инспирација и за писателката на книгата, која се базира на серијата на која што се базира Бони Гармус, што значи дека Зод се соочува со бројни случаи на мизогинија на работното место, каде нејзиниот труд е девалвиран од страна на машките колеги, кои не им е толку проблематично да се искачат по скалата во нагорна линија, каде таа нели не може да им пркоси, ама затоа па нејзините побарувања ги наметнува во телевизија, подценувајќи го медиумот на телевизијата на почеток, каде, например, ако денес некој се однесува како неа, не само што ќе добие отказ, туку никогаш нема да стапне пред екран, односно пред објектив,
ама ова е сепак фикционално дело за една очајна телевизија од 60-тите, која што по секоја цена сака да има водителка на некоја емисија за да биде во трка со останатите, така што очајот се надевам дека е еден од причинителите зашто е воопшто ангажирана овој арогантен лик кој што ја подценува телевизијата сама по себе, па така да речеме дека е семоќна и сезнајна Елизабет Зод во почетокот кога стапнува со незините предрасуди во поглед на тоа која димензија може да има телевизијата со оглед на тоа што сите нели грешиме. Сега дека тука е љубовната приказна за неа, како и верниот придружник, подеднакво сезнајното куче 6:30, кое што го именува, така што се образува една идеална слика за нуклеарното семејство, додека нејзиниот партнер не биде одземен од дравенката, но таков е животот пред се. Затоа нејзината ќерка станува идентична копија која ги презема особините на методичност и промисленост која што се карактеристика на незината мајка. Не сме да се занемари и нишката за обезбедување на право на протестирање против градењето на автопат, кој би требало да ја уништи афроамериканската населба, што е некаква борба за истакнување пред се на гласот на малцинствата, така што се става една социоангажираност насреде ова серија, каде што е непосредно пред тие немири за рамноправноста и борбата за правата и против борбата против дискриминацијата пред се. Уште јануари 2021 година од Apple ја нарача оваа серија од страна на продуценката Бри Ларсон, која ги купи правата за книгата уште додека не ни беше објавена, а започна со снимање во август 2022 година. Беше номинирана оваа ТВ серија за Critics' Choice, за Златни глобуси, за Independent Spirit, за Screen Actors Guild, во играе за сателити, но ништо не освои досега од нив, затоа што има многу поквалитетни лимитирани мини серијали. Тоа е една од најтешките категории, човек да се дограба пред се до номинација, а не па да освои награда, така што да се биде во трка за наградата со оглед на тоа што секојаш успеа да дојде до номинација оваа серија и тоа како е значаен успех само по себе, со оглед на тоа што само 5 може да бидат од цел свет во рамки на една година, а секогаш една од тие 5 е и оваа серија. Little Miss Hastings, Her and Him, Living Dead Things, Primitive Instinct, Cocoon, Poirot, Book of Calvin, Introduction to Chemistry. Се насловите на епизодите кои соодветно го отсликуваат действието во секоја една од нив. Има доста временски нелогичности која се во прашање 60-тите, кога што можев да истражам како што се нели недоследностите на странските власти во книгата или па рекламата за тампони која првпат на телевизија се емитувала во 1972, а не во 60-тите, но ова се креативни слободи кои си ги зема серијата, кои може да ги прифатиме здраво за готово се разбира, барем јас немам никаков проблем со тоа, иако се имаат занесено во поглед на тоа колку семоќна хероина од Зод се прави по секоја цена, што е едно од малкуте забелешки кои ги имам во рамките на создавањето на оваа одлична серија, која што и тоа како има добра намера и добра цел, односно да пропагира вредности кои што би требало да сведочат за еднаквост помеѓу поделбата на работниот труд и можност за достигнување на зацртаните професионални цели. Правиме тука една кратка музичка пауза. Во продолжение на емисијата ќе ги слушнеме Samsara Joyride, односно станува збор за бенд кој што ако претходниот беше од Италија, патуваме со помош на звукот во Виена во Австрија. Односно, станува збор за уште еден бенд кој што е под силно влијание на рок-н-рол бендовите од 70-тите, меѓутоа поизразен е кај Samsara блуз елементот, иако ги има heavy psych и психоделичните, односно елементи во кои што се присутни во овој бенд, меѓутоа се начнати, односно нагласени се дополнително doom и блуз елементите од овој бенд кој што го издаде нивниот албум The Saddle and the Dance. Ќе ја слушнеме I Won't Sing првиот дел, Sliver, и ќе слушаме No One Is Free. Потоа се враќам во да говорам за улогите, односно актерите и актерките во тие серијата Lessons in Chemistry. Уживајте.
Вие слушате Радио Канал 103, ова е 129-тото издание на емисијата TV103, во кое што ви говорам за Lessons in Chemistry, односно во овој сегмент ќе продискутирам за улогите, односно актерите и актерките кои што ја предводат оваа серија. Пред се на низиното чело се наоѓа Бри Ларсон, која што ја знаете од The United States of Tara, од филмот Room, потоа од филмовите Captain Marvel, Fast and Furious, Scott Pilgrim Takes Off, ќе биде новиот филм во кој што ќе се појави. А пред да ја погледнеме таму, ќе ја забележиме во Елизабет Зод, во улогата на Елизабет Зод, односно хемичарката која работи како лабораториска техничарка, која е попречена да напредува на работно поле од страна на незините колеги, кои ги имаат зграбано позициите на моќ во Институтот за истражување Хейстингс, па кога ќе ја добие понудата да работи во готвачкото шоу, секако дека ќе ја прифати, со цел да го пренесе своето знаење на дело ширум сад, преку малиот екран, на некој начин станувајќи дел од еманципацијата на жената во 60-тите години на минатиот век. Таа е своја глава, го кажува тоа што го мисли и не ги снесува последиците од кажаното, се заљубува во Калвин кој починува, оставајќи ја со ќерка која е идентична нејзина копија и куче која ја разбира незината мака наводно. Покрај неа во серијата глуми и Луис Пулман, кој го знаеме од филмовите Battle of the Sexes, Bad Times at El Royale и Top Gun Maverick, ќе се појави во новата итерација на Salem Slot и во втората сезона на Outer Ridge, што глуми Калвин Еванс, односно хемичар, гордоста на колегите, како што го напоменуваат во институтот, кој ќе се заљуби во Елизабет, штом ја проба незината лазања. Има една негова предложка која ја дознаваме од како ќе погине, односно за неговата приказна дека свештениците во сиропителиштето не го давале на неговите богати родители за да прави пари за нив пред се да им биде амал, иако неговите родители се запознаваат со Елизабет и со незината ќерка по неговата смрт, лик која изразува пред се емпатија и хуманост за кои што се дефицитарниот поглед на Елизабет. Ая Нуми Кинг, која што знаете од How to Get Away with Murder и Birth of the Nation, новата итерација, ја глуми Хериет Слон, која е од книгата ликот кој што се адаптира 20 години помлад, меѓутоа е активистка која се бори со институциите да го спречи градењето на патот на среде афроамериканската населба. Таа е пријателка станува со Елизабет кон крајот на сезоната, која пред се ќе биде соседка на Калвин и кога конечно ќе се спријатели со чудната за неја Елизабет, ја потсети дека има моќ да го каже незиниот став на телевизија и да влијае врз подобрата иднина, иницирајќи го тој ангажман социјален пред се кој ќе го наметне за да ја искористи својата позиција самата водителка, која што никој друг ја нема, нели, таа уникатна можност да го добие вниманието на милиони гледачи ширум сад. Стефани Коенинг, која што знаете од Flight Attendant и од The Offer, таа ја глуми, се извинувам, Френ Фраск, секретарката на шефот на институтот, која е сето тоа што нели не сака да биде Елизабет, која според неа се грижи да биде убава, а не паметна, се додворува на шефовите, а ја глуми улогата на покорна малтене слугинка на работа. Сето тоа што не е Елизабет, ама мерак на неа има продуцентот на емисијата, односно тој го има фрлено окото кога таа ќе се префали од работата од институтот за да биде од помош на самата Елизабет. Патрик Уокер, кој што знаете од The Last Days of Ptolemy Gray, го глуми свештеникот Къртис Уейкли, кој се допишува со Калвин во текот на неговиот живот и ја развиваат полемиката помеѓу науката и религијата, иако хуманоста е всушност таа кој што исповива еден со друг, со оглед на тоа што еден на друг си се своевидни терапевти. Дерек Сесил, House of Cards и Джек Рајан глуми доктор Роберт Донати, односно шефот на Елизабет и на Калвин, која подценува пред се работата на Елизабет во самиот институт.
Потоа во серијата се појавува и Алис Холси, односно ја знаеме од Wonder, од Лука, од The Little Mermaid и пред се детска актерка. Меделин Зод ја глуми, која ги има сите карактеристики на низината мајка, која ќе дознае дека има и баба која што е жива во самиот крај на емисијата. Аменти Следж ја глуми Линда Слоун, која што е ќерката на Чарли и на односно да, ќерката е на Чарли, таа има свој брат Джеймс Джуниор Слоун, кој што глуми Јасир Хашим Лафонд, и таткото нивен е Чарли Слоун, односно Пол Джеймс го глуми него, односно Пол Джеймс е, тоест Чарли Слоун всушност е сопругот на Хари Слоун, на соседката која што живее спротив Калвин. Кевин Сузман го знаеме од Big Bang Theory, од The Dropout и од Ugly Betty, глуми Волтер Пайн. Тој е продуцентот на Separate Six, кој ќе се огледа дека може да биде погоден изборот на уникатната Елизабет да биде водителка пред камера, која може да го даде тој уникатен зачин кој е потребен за добивање на саканиот рейтинг на емисијата и телевизијата. И само да ги напоменеме дека во серијата се појавуваат и Шошо Парселс, глумејќи Аманда Пайн, ќерката на Волтер, пријателка на Елизабет, која ќе ја замени како водителка на емисијата со оглед на тоа што ќе има поголема шоба да го прави тоа и ќе се пронајде во таа позиција. Рейн Вилсон, кој го знаете во американската итерација на The Office, глуми Фил Либенсмал, уште еден шеф која кочи во просперитетот Елизабет, но овој пат во рамките на телевизијата, која уценува да најде спонзор или ја прекратува програмата што таа ќе штом нели ја искористи таа и ја злоупотреби таа можност која е дадена да говори со гледачите за промовирање на политичката пропаганда, односно како платформа ја искористува, со тоа што секако дека ќе најде таа спонзор кој дефинитивно нема да му се допадне заради тоа што ќе видат тампони. И Боб Бриджес глуми донор во институтот кој оддалеку ги следел успесите на неговиот син Калвин, без да знае синот дека тој бил всушност жив, со оглед на тоа што свештениците биле тешки шупаци и го искористувале како бесплатна работна сила да работи во самото сиропиталиште, наместо да го дадат во мигот кога ќе го побара неговиот родител. И секако како гласот на куќето 630 може да ослушнете BJ Новак во таа функција со оглед на тоа што и куќето си има негов point of view и негово гледиште на ситуацијата во која е затекнато. Поголема обработка има на ликот на Хериет и поголемо значење има во серијата, во борбата за правата од 60-тите отколку во книгата. Има малку повеќе способност за емпатија на крајот на серијата отколку супер жената како што е представена во книгата. Меѓутоа нема на пример погреб кој што го води Уейтли во книгата, има мали исчекори на подобро според најразлични ставови кои што можев да налетам во процесот на истражување, така што Калвин веќе на пример живее во Калифорнија во серијата, во книгата веќе долго време живее на исток, меѓутоа доколку тоа би го направил попроблематично би било за да се запознае со Зод, така што ова се чекори кои се направени за подобрување пред се на интеракцијата помеѓу ликовите и нивното воспоставување во светот кој што ќе го гради Елизабет Зод околу неа со сите тие идеи кои ќе ги реализира на дел. Правиме тука кратка музичка пауза, ги слушаме продолжение New Fallen Empire, односно бенд кој што се селиме од европскиот континент, ако слушавме музика досега од австријски бенд, одиме во со помош на музичките брандови прелетуваме во Орегон, односно во Портланд, каде што ќе слушнеме композиции од стонер, метал и дум. Проектот кој што нима постапокалиптична визија која што ја споделува, односно станува збор за бенд кој што има гранџерски рифови, има влијание од 70-тите, конкретно од Black Sabbath, има блуз елементи, доста сладж има во овој бенд за разлика од претходните, така што има една тешка и мрсна
мрсенталок на дисторзија кој што може да го воочите, така што од овој бенд кој што го издаде нивниот албум Wastelander, ќе ја слушнеме композицијата Mutant Sunrise, Siren of the Ruins и We Dream of Cosmic Horror, се на Ловкрафтовска тема за самиот крај на овој музички блок, и потоа се враќам во етер да ви говорам за одредени спецификации кои што и поседува ТВ серијата Lessons in Chemistry. Вие слушате радио канал 103, ова е 129-тото издание на емисијата ТВ 103 во кој што ви говорам за Lessons in Chemistry, односно за самиот крај традиционално правам некаква си компаративна анализа на спецификациите кои што и посетува оваа емисија визави останатите ТВ серии за кои што сум ви говорил во изминатите 128 изданија. Имено оваа серија има најава и тоа прилично прекрасно, со оглед на тоа што имаме 3D анимација за молив кој испишува хемиски соединенија кои водат до колачи. Вака треба да се најави во кратки црти со сите значајни постапни епизоди во животот на Елизабет, една серија, и секогаш ги фаворизирам пред се сериите кои што, односно продукциите кои што ќе вложат дополнителен труд за да се направи каква и да е најава, заради тоа што е тоа само по себе едноминутен краток филм кој може да го гледате 8 пати во дадената ситуација како предложка на секој од епизодите, кој е одлично решен со помош на 3D анимација. Поглед на бројот на епизодите, како што веќе напоменав, 8 епизоди има и 4 сценаристи, и ако се доаде писателката на книгата, да речеме дека ќе бидат 5, што значи дека во сад ја исполнува квотата, заради тоа што мора да има 5 сценаристи на секоја ТВ серија, со 3 продуценти минимум, тие веќе имаат 20 продуценти, тоа веќе станува ирелевантно, меѓутоа поглед на сценаристите мора да ги има 5. Поглед на режисерки кои што ја предводат оваа ТВ серија, како што слушнавте и од претходната најава, ги има 5 во број, секоја располага со по 2 епизоди, некои се работуваат за да ги режираат, односно Берт, потоа Берти Елвуд, Тарам Миел, Милисент Шелтон и Сара Дина Смит режираат по 2 епизоди, со тоа што, како што веќе слушнате, горди со продукцијата што жени стојат зад камера, така што може би има некоја поинтимистичка соработка со протагонистката поради со акерката која што глуми протагонистката поради нив, не знам, ама нема драстични скокови помеѓу изгледот на една и друга епизода, освен се разбира во епизодите кај што треба визурата на куќето да биде во преден план. Поглед на музиката, која што ќе имате можност да ја слушнете на крајот на оваа емисија, ја работи композиторот Карлос Рафаел Ривера, односно тоа е човекот кој што правеше музиката за сериите Godless, Hex и секако за него говорев кога ја анализирав ТВ серијата The Queen's Gambit, заради тоа што тој е потписник и на звукот таму, односно на создавањето на музиката, на самиот скор. Создава пред се класичен скор за потребите на Lessons in Chemistry, оркестрација на гудачка свита која што го има првиот и последниот збор, со истакнување на сентименталните сцени со помош на тоа ламентирачко пијано, особено кај Калвин, и има мал број на творби каде дувачките инструменти доаѓаат во преден план, но во глава треба да предизвика восхит волуменозноста на оркестрацијата за подвигот кој што го прават ликовите за остварување на нивниот стремеш и аспирации, сосема солидно оркестрирано со понекој шејкер кој што е распространат помеѓу композициите за да се задржи некаква си ритмика, така што избегната е електронската музика за имплементирање во оваа оркестрација во преден план и сепак е периодична серија во прашање и треба да се одвестува музика која што би била, односно би одговара, односно би била создадена во тој период, освен ако се во прашање некакви си зачетоци на електронска музика кои што би се, меѓутоа нема соодветно место тоа за овој тип на серија која што е правена. Поглед на сценографијата е уште еднаш посочувам периодична серија, што значи дека мора домовите да изгледаат како домовите на тие беби бумери, односно нуклеарни семејства, и студиото да блика со пастели, кои што се најчесто во интериери, односно домови, телевизиски
студија, судови, институт, кој што освен кога се протестира, се истакнато да синило во просторијата и розеви дури зидови, во контекст на самата ТВ серија, односно на самата мета ток шоу кој што се прикажува во рамките на серијата, односно продукт во продуктот. Освен кога се протестира надвор, се друго е работено малтене во интериер, а за фотографијата на серијата се има подрежано Зек Гелер и Джейсон Олдак, односно тие се задолжени за истакнување на пастелите и одблесоците на замисленото десатурирано минато во како директори на фотографија. Поглед на монтажата Метју Барбато, Геро Брисон, Лаура Земпел, Джек Канингем, Даниел Мартинс и Лили Волт се монтажерите на овие епизоди. Јасни се скоковите назад во времето, користени се како оружје во последната епизода за дознавање на предложката за Келвин, како и конструкција на линеарното течение на кариерите на Елизабет, иако малку простор остава на почетокот на серијата за развој на останатите ликови со оглед на тоа што таа е во секој можен план. Поглед на костюмографијата и шминката, облеката која што ја носат мора да се одвестува на облеката од 60-тите, со тоа што се прави исчекор Елизабет, што носи панталони на телевизија во низината емисија, а во институтот си носат мантили, ама има разлика во облеката на Елизабет, например, и таа на секретарката, што уште наш говори за нивните погледи на светот. Поглед на надприродно нема, освен ако размислите на едно куче, ги ставиме во тие рамки. На надприродното, поглед на хумор и еротика, каков хумор, каква еротика оваа серија, дефинитивно нема ни едно ни друго. Поглед на ефектите, верувам дека се бришеле многу работи за да може да се има контрола на како ќе да бидат прикажани 60-тите. Флешбек има во секвенците кои го гледаме младиот Калвин. Жанровски е периодична мелодрама, се говори на англиски. Поглед на остатоците, спојглавоста и неснесувањето на последиците на истите на протагонистката ги напоменав на почетокот на емисијата, потоа незината сезнаење и семоќност што ја прават супериорен лик во споредба со останатите, кој е преувеличен, меѓутоа се прави своевиден баланс со процесот на емпатија кој што има тие околу неа, за кој што таа и треба поголем простор во незиниот живот за да може да ја сознае значењето на овој збор. Меѓутоа, ова е истата причина зашто јас, например, престанав да ја гледам Лупин и токму поради незиниот сезнаен детектив кој што од ништо не беше загрозен и ги решаваше сите случаи од тепка, и проблемот повеќе го гледам во контекст на ова безпрекорност која што се наметнува на самите ликови, без да ги запознаеме нивните мани, кои што би биле хендикеп кои треба да го надминат, нели, со самата нивна арка. Со оглед на тоа што ако се направат од иницијална позиција толку супериорни, тешко дека ќе има некаков си прогрес. Кај Елизабет тоа воочливо се разбира во процесот на стекнување на емпатија и сочувствување со околината и излегување надвор од незината глава, така што тука незината арка доаѓа до развој. Поглед на континуитетот на епизодите, тој е задржан, кратки се епизодите и набиена е содржината со тоа што фокусот на почетокот е на Елизабет, а дури на крајот дознаваме за Келвин и за останатите ликови. Поглед на нивното градење, тоа значи дека и споредните ликови ќе дојдат до израз во вториот дел од сезоната, кога ќе започне кулинарското шоу пред се, затоа што нели треба цела армија за да се направи кулинарско шоу, а во институтот секој си работи самиот за себе, така што првите 3 часа во секој кадар е присутна Елизабет. Поглед на аналогија се базира на истоимената книга, а слични серии на неја секако дека незин пандан е ТВ серијата Джулија. Потоа покрај неја може да ги напоменеме и Funny Woman, се извинувам, Cable Girls, The Queen's Gambit, Miss America Minx, Masters of Sex, Dickinson, Cable Girls, ги напомена веќе, Halt and Catch Fire, The Law According to Linda Poet, The Marvelous Mrs. Maisel, Self-Made, The Inspired by the Life of Madam C.J. Walker, потоа The Surrogacy Kids и The Morning Show би ги напоменал како некаква си референца, доколку го интересира нешто што е слично или наликува во одредени чинители кои се повторуваат од една или во друга серија или се рефлектираат на своевиден начин, може да ги погледнете некоја од овие серии кои што ви ги напоменав. Атмосферата е драматична во рамките на Lessons in Chemistry, гледаноста загарантирана, постигната е убедливоста.
у поглед на епилогот, тој е соодветен со тоа што Елизабет ја препушта ТВ емисијата во сигурни раце и решава да се насочи на реализирање на себе си во образованието, односно станува професорка на факултет, кај студенти кои се дојдени да научат од неа токму тоа што представува хемијата. Во поглед на еволуцијата, 8 од 10 има оваа серија за мене. Продолжение, ова е лимитиран серијал кој е во прашање, не гледам причина за негово продолжување, се пронајде Елизабет, се си е на свое место, серијата, односно емисијата заврши во правите раце. Што ќе биде со ќеркај? Тоа може да биде сосема друга серија со оглед на тоа што ги има карактеристиките кои ги воочуваме и кај Елизабет, и баш би ме интересирало како би го трасирала таа незиниот живот со оглед на тоа што тоа би било некаде во доцни 70 и 80, така што има други препреки можеби кои ќе се соочат. Но оваа серија сметам дека тука би бил крајот на оваа приказна која што е фокусирана за и околу Елизабет. Како што веќе ви напоменав, слушаме музика за крајот на емисијата од Карлос Рафаел Ривера, односно композиторот од кој што ја има работена музиката за оваа ТВ серија. Вие го слушавте 129-тото издание на емисијата ТВ 103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ја анализира првата сезона од серијата Lessons in Chemistry. ТВ 103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. Ноереното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао!